А, Добродојавте во моето ново видео. Имам неколку новости да ви кажам. Почнав еден човек овде Србин ми рече да се дружиме со него, се дружевме и тој знае многу за оние физички вежби за телото, за бодибилдинг, бокс, за справите. Знае многу за тие работи. Знае многу за тие работи и ми кажа дека јас имам вишок на енергија, и тоа двојно повеќе вишок на енергија, мислам така. Рече дека јас имам вишок на енергија и дека треба да ја трошам енергијата, дури секој ден, ако е толку голема, тогаш секој ден треба да пешачам или да трчам по 40 минути овде во населбата. Значи, ми рече дека треба да ја почнав да сонам многу кошмари. Веќе цела недела сонам кошмари, пред 2 недели имав кошмари. Не можам да заспиам и кога ќе заспиам кошмари сонувам нешто премногу лошо. Се плашев кога ќе станев од спиење и секогаш на мајка ми тука со мајка ми во дневното спиеме и ми реков и кажав на мајка ми разбуди се да има малку да зборам со некој, да не се плашам. Јас сега си напишав во еден дневник дека што рекоа докторите, дека што рекоа докторите за мене, дека јас не сум ништо лошо нема да направам, дека јас сум нормален, здрав психички и сум нормален и сум добар и јас нема ништо лошо да направам. Така само ми се причинуваше дека добро. Имав страв, кошмари имав многу. И видов дека работата е дека треба да трчам веќе, зашто јас не правев никакви физички активности, никакви, ниту се бањев, ништо не правев тоа, затоа што бев под многу голема депресија. Сега може да се каже дека 25-30% дека сум излечен од депресијата. За тоа што зимам антидепресиви, 2 мг наутро, 2 мг навечер. И оние Сераквил, што се Сераквил за да се подобри функцијата на мозокот, да почнам да размислувам на нормални работи и добри работи. И тоа другото Бенстроп се вика, тие се за да не знам, ова изгледа и од анксиозноста што имам, или од депресијата, или пак е од мојот ум, така ми се прави, или пак ми од мозокот, тоа така ми се прави, така ми се правеше, гледав многу горе, па не сакам да го кажам, тоа е нешто не ми беше воопшто добро. Не ми беше и така тоа помини се, јас сум многу подобар сум и имам дневник кај што ги запишувам, имам 3 плави дневници каде што ги запишувам некои работи што ми требаат, што мора да ги видам, за кога ќе се плашам. Може и навечер да се плашам, навечер се плашев пред 2-3 дена, ама напишав во дневникот дека нема да се плашиш од ништо, ти си многу добар, ти сакаш најмногу шах од сите работи, ти сакаш најмногу цар да бидеш, ти сакаш најмногу од тие, значи нешто пишував за да ме смири кога е така и да не се плашам. Веќе веќе немам толку голема депресија, сега сум многу подобар
и поинаку се однесувам. Не се нервирам веќе за се нешто, кога ќе зборуваме со мајка ми. Се средија работите многу и сега е многу добро. И тој човек Србинот што ви кажав, тој знае за тие работи, за физичка енергија, за психичка енергија, за енергија во телото, што да ти каже дека треба да трчаш, да пешачиш. Тоа мене ми го кажа. Значи, јас му напишав и му реков дали ова што сонам кошмари, што ми е лошо навечер и што така мислам, дали тоа од тоа што не ја трошам енергијата преку ден. Тој ми рече да, дека трчај и пешачи. Троши ја енергијата. И сега еве сум многу подобар. Имам многу круни дома, супер е. Од продавница купените не се као се знае, не можеш да купиш висинска круна, таа е многу скапа, премногу скапа. Секако јас имам од друг вид круни. И многу ги сакам, шахот премногу го сакам, круните премногу ги сакам. Цар да бидам премногу сакам и да, тие, значи јас сум цар. Друго, значи тој човек ми рече дека треба да пешачам и да трчам и еве од денеска почнав. Значи почнав да одам околу населбата, тој круг што вртам околу населбата. Почнав да одам да пешачам и се видовме и ми рече тој човек дека треба да ставам најлон на стомакот и да трчам за да ми се испоти, за да сплавне тоа стомакот што ми е многу голем и така ми рече да сплавне тоа, дека само трчај, што повеќе трчај и пешачи и 1 сат во денот е супер ако пешачиш. Секој ден по 1 сат. Ако пешачиш, вели дека е супер. По 1 час ми рече дека ако пешачам преку ден, секој ден ќе биде супер. И што друго, значи се спремаме да додеме во Македонија, затоа што овде се види што е работата. Овде е исто така многу досадно, уште е досадно, уште е здодевно, но ете тоа е, значи така помина тоа, тоа помина. Премногу се нервирав, ама тоа помина. И веќе не се нервирам толку многу, воопшто веќе не се нервирам и ми е супер. И тој човек, да, така се ми рече дека треба да бидам физички активен. И тоа е тоа. Значи имам дома многу шахови, многу. Сега да не ви кажам колку е, многу се. И имам и блок за цртање и боенка, што сакам да бојам, ама тоа не го правам, не бојам во боенката и не цртам, затоа што јас не сум никој уметник. Не знам, јас не знам да цртам. Јас знам да играм најдобро шах. И најак сум во шах. И најмногу сакам шах. Значи, јас сум роден за шах. И сакам сите да ги победувам, ама баш сите и да бидам шаховски велемајстор со подобар од Магнус Карлсен. Јас сакам да бидам подобар шахист од Магнус Карлсен. И ќе бидам подобар шахист и повеќе ќе знам и сите ги победувам. Тоа беше тоа за ово видео. Лајкнете и субскрајбнете и ќе се видиме во наредно видео.